Јавното претпријатие за државни патишта на Република Македонија подготвува проектна документација со која ќе се поврзуваат општините кои гравитираат кон спортско-рекреативниот центар Пониква. Се работи за патно поврзување на Македонска Каменица, Кратово, Кочани и Пробиштип. Од страната на Пробиштип говорам, па према Пониква, негде околу 6-17 километри, кој што е земјан пат во овој момент. Значи со проектот што се работи треба да се асфалтира, да се направи регионален пат и да се развива зимскиот туризам на Пониква. Во истиот момент го работиме и делот од Саса до Тораница, тоа е поврзување на Македонска Каменица и Крива Паланка. Тоа е исто така една делница која што со надморска височина негде до 1500 метри и со тој дел би се заокружило регионалниот пат кој што 12-10 кој што излегува од Каменица до Паланка. Паралелно со овие активности се подготвува и документација за проширување на патниот правец од Штип до Кочани во должина од 27 км и широчина 12 метри. Јавното претпријатие пристапува кон проектирање, а до крајот на оваа година веќе треба да се изнадат и финансиски средства за реализација. Тоа станува збор за делницата од Штип до Кочани. Значи постојниот пат што е негдека со широчина од 6,5 метри, треба да прерасне во 12 метри широчина, значи 4 ленти по 2 во едниот и во 2 во другиот правец. Изградбата на автопатот Скопје-Штип во многу ќе подобри сообраќајната поврзаност на општините од Источна Македонија, а со тоа и на Кочанскиот крај.